17 ноември се слави секаде во светот како денот на прерано родени деца. И оваа година, можеби е петта поред кога го организираме настанот. Ние сме неформална група на неколку мајки. Настанот се одвива во болницата во Прилеп секоја година, каде што собираме донации од локални компании и директни донации во болницата, во ваучери производи. Луѓето доаѓаат, си купуваат некој ваучер и производ, за размена ни оставаат символични финансиски средства, со кои ги подобруваме условите на неонатолошкото одделение во Прилеп. Можам да кажам дека имаме анонимни донатори, имаме директни донатори, се подобрува животот на мајките и на децата во опрема пред се. Можам искрено да кажам дека во последните 5 години се направија големи промени. Мислам дека статистички Прилепската болница е единствена во државните болници кои не се во Скопје, која има апарат за слух. Значи секој детенце тука кој ќе се роди, сестрите проверуваат каков е неговиот слух, што е многу битно за превенција. Исто така го имаат и најновиот монитор за следење на децата, а воедно имаат лична машина за перење на одделението, машина за сушење, значи лиштата кои ги користат и чаршавчињата не се перат заедно со другите средства од болницата. Од донатори се собрани и прашаци се. Ова е традиција на секаде во светот. Значи родителите како мене, кои поминале доста време во болница, сакат да вратат со некој добро. А имаме и предобар фидбек од мислам цел Прилеп, и луѓето идат, доаѓаат и донираат. Ова е некоја символична промена, но навистина со текот на годините направивме многу позитивни нешта. Во смисла, секоја мајка не знае кога ќе дојде моментот да роди. И доаѓа тука во болницата и нема кремче, нема шампонче, нема пелени. Значи, сакаме секоја мајка која ќе дојде да има се. Многу битна работа се исто машините за молзење, во смисла нема секоја мајка млеко веднаш, машините, пумпите се стварно исто нешто што е многу битно. И битно е што имаме поддршка голема од персоналот и од сите мајки, бидејќи раѓањето на едно дете треба да биде убав чин, а не стресен. Тој е најубавиот момент на една мајка. Мајките како мене се соочиле со навистина големи предизвици, и сакаме колку што може да му биде олеснато овде и да имаат убави услови.